Здраво! Јас сум адвокат Весна Тренковска и денес би сакала да ви дадам една кратко насочување и советување во делот на исполнување на долг, односно наплата на побарување долг. Долгот представува обврска, односно парична или непарична обврска која што едно лице ја има према друго лице. Оваа обврска на долг може да настане по основ на дадена позајмица, по основ на дадени парични средства, по основ на непарично побарување, завршена некоја услуга, интелектуална или друг тип на услуга и која што не е наплатена. За да едно лице врши наплата на долг од друго лице, треба да има писмен доказ или друг вид на доказ со кој што би го потврдил своето побарување. Затоа најчесто би сугерирала и би укажала да, доколку две лица пред да настане нивната договорна нивниот облигационен однос на давање и земање на некоја обврска или некој заем, ова да го стават во писмена форма во еден договор каде што со подпис на двете договорни страни ќе се потврди дека одредено лице дало одредена услуга или одреден заем или позајмица, а другото лице ја прифатило и рокот во кој што таа услуга треба да биде вратена. Доколку по изминувањето на доброволниот рок, должникот не пристапи кон исполнување на својата обврска, кон враќање на својот долг, тогаш доверителот има право својот долг да го наплати или доброволно или по судски пат. Доброволната наплата е најчесто практикувана и советувана од нас адвокатите и тоа е преку писмена опомена, дали на мејл, преку писмена кореспонденција или усно, телефонски, за кое што нема доказ дека е сторено, да се повика должникот во одреден временски период да го наплати побарувањето кое што представува долг. Доколку должникот не постапи доброволно по исполнување на оваа обврска, доверителот има право да поведе судски постапки со цел наплата на своето побарување, како во делот на главниот долг, така во делот на каматите и други давачки кои што ги има во врска со поведувањето на ваквата постапка. Доколку се работи за неплатен долг по основ на фактура, тогаш се поднесува постапка за нотарски платен налог, каде што преку нотарска постапка се врши наплата на побарувањето, односно кога решението издадено од нотарот, каде што се утврдува обврската за плаќање на должникот, стане правосилно, доверителот има право оваа постапка да ја спроведе преку извршител за присилна наплата и преку блокада на сметка на должникот да се наплати побарувањето на доверителот. Доколку се работи за долг по основ на други обврски кои што не може да бидат предмет на фактурирање и предмет на издадена фактура, тогаш за да би се докажало побарувањето на доверителот, истиот има обврска, односно начин да го докаже своето побарување е преку судски спор, судска постапка. Доколку доверителот повел постапка за наплата на својот долг, но за тоа изминал законскиот рок кој што е определен во кој што тој може да го бара своето исполнување, конкретно изминале 3 години од кога долгот настанал и обврската на должникот е застарена, а должникот не се повикува во своја полза на застареност, судот нема обврска по службена должност да му укажува на должникот дека обврската е застарена, ниту има обврска и право во судската одлука да се повикува на застареност и по тој основ да го одбие тужбеното барање на доверителот. Сега, најчесто би советувала да при исклучување на вакви договорни одредби за давање на позајмица или друг вид на исполнување на обврска да се склучат писмени договори, но не само писмени договори со класичен подпис од двете договорни страни, но во договорите да има и извршна клаузула. Тоа значи дека доколку било која од договорните страни не ја исполни својата обврска, односно доколку за дадена услуга оној кој што треба да даде услугата не ја дал навремено услугата или не ја дал квалитетно, а другиот пак кој што и покрај тоа што му била дадена обврската и исполнета во законскиот и договорен рок, тој не го платил побарувањето кој што е предмет на таа обврска, тогаш да може од имотот на едната и другата договорна страна присилно да се наплати побарувањето кое што е предмет на исполнување, односно преку блокада на сметки и наплата на движен и недвижен имот на должникот, во зависност од тоа колкаво е побарувањето, да може оној кој што е доверител во оваа постапка, веднаш врз основа на склучениот договор да поведе извршна постапка и да го наплати своето побарување. Не да чека, односно да поведе судска постапка, која што постапка би го чинела и многу повеќе средства, а и многу повеќе време за да може да го наплати своето побарување. Сметам дека советите во делот на долг и наплата на истото ви беа корисни од ова видео и сметам дека би можеле да ги применете во вашето секојдневие. Ви благодарам за вниманието и поздрав пријатно.